Абе, го приметуваш овој другаров Мики у последно време, многу се дигнал се чалами. Остај, го дигнал тоа носот, абе мислиш он е премиерот лично, а не Коле. Абе, слушај, имам една финта да му направиме, да го спуштиме на земја, да падне да го лупнеме. Ај, кажи. Ке ти ја шепнам, пошто знаеш кодошко друштво тука може да принесе. Кажи. А? Викаш споменик, а? Јао, добро, мајсторе! Еј, има да наседнеме наивената. У фаца му се гледа, само да најде од нега. Јао, Мики, другарче. Лепото. Добар, а? Добар бе, кафе пауза, малце па да се прочитам на кео. Вие, шо па дијалчите во ова време на ВМРО, бе? Шо, наместо да земете кеш да правите сега да го искористите моментот, шо ќе ми кажеш, пак некој трач? Не, бе, не. Сакав само да те прашам, дали ти гледаш вести? Кајам бе, ја време за вести да гледам. Јас сум 24 часа во кабинет, еве сега ти викам малце искочи. Нонстоп работам, творам, преродувам. Тоа ти е грешка што не гледаш вести. Слушај, Зошто? Сега ќе ти кажу ти. Имаме да ти соопштиме ние нешто. Са бајле гледаме вести, кога шо да гледаме? Споменик поставиле со твојот лик, другар. Споменик со мене? Да. Оригинал, абе исти ти. Значи иста фаца, исти очи, исти стас, иста дебелина стомач, све исто, човече. И доле на постаментот напишале споменик на незнајниот преродбеник. Лале, затоа бе мене у министерство си да со поштовање ме гледаат. И слушај, изгледен во бронза. Во Италија и тоа. А што е најбитно, кажаа дека премиерот лично одобрил да биде според твојот лик. Знае бе премиерот кој е прав ВМРО-ец, кој е прав патриота, кој се дава за оваа држава. Другарче, ако вака проложиш, амбасадорско место не ти гине, веруј ми, мислам, стварно. А кај ме ставиле, мислам, кај го ставиле мојот споменик? Овде у Жена парк. Па кај има бе таму место за ушен споменик? Има место бе, место има колку сакаш, ако има толку споменици. Чим нашле за тебе, ќе најдат и за други споменици ја направат. Тука да идеш да се видиш, многу е добро, многу. Така. Да. Само момент, ми звони телефонот. На вибрација, ја. Ало? Шефе, на пауза сум, кажи, шо треба? Слушај, немој ти мене многу да ми се дереш. Знаеш ли за кој преш муав? Те прашам, шефе, гледаш ли ти вести? Не гледаш. Уклучи да гледаш да призабе да видиш на кого му направиле споменик. Па на мене бе, не на тебе. Будала. Ја мрднат. Абе, бркај работа и припази како правиш муавет со мене од сега па натаму. Ајде, поздрав. Он мене, не знам со кога си има работа, главна паца си му град. На кој жив споменик му направиле, бе? Само на Тито му правиа споменици дека беше жив, бе. Браво, браво. Супер, еј. Шо се смеете, бе? Абе, онака си се смееме, бе, брат. Ај, па јас сте вие, нема. Идам јас и се видам сами од себе си. Пичи. Ајде, Ајде. Абе, ово стварно забеган ни поверува. Абе, да е само он. Чао. Порано беше предизвик на пресконференција да се постави провокативно прашање. Денеска новинарите на пресконференциите поставуваат нарачани прашања, и тоа директно од министрите. Ова што ќе го видите е жива вистина. Ситуација прва. Почитувани, тоа беше пресод на нашето министерство. Ете, јас толку имав да ви кажам, па повелете ако имате некое прашање. Јас имам прашање. Повели? Значи, моето прашање е поврзано со вашето искажување и нашиве земјоделци. Само момент, си го запишав прашањето. Јас се извинувам малку се, ќе ме подчекате, го барам, но не можам да го најдам. Мислам дека ви го разбрав прашањето. Сакавте да ме прашате околу субвенциите, така? Тоа беше, министре, да. Не е проблем, субвенции ќе обезбедиме. Ете така. Овој министер или чита мисли, или си е по нарачките. Да чита мисли, не чита. Значи си нарачува. А Кутриов новинар, едно прашање да не се запамти, ситуација втора.
Ете, тоа мислам дека многу опширно ви кажав, се што требаше да ви кажам, па повелете ако имате уште некое прашање. Да немате уште некое прашање? Петре, ти како да сакаш да ме прашаш нешто? Да, министре, значи јас сакам да ви поставам едно важно прашање во врска со ова што го кажавте сега, значи дали мислите дека ќе се изгладат односите помеѓу ВМРО и ДУИ? Да, мислам дека проблемот ќе биде решен и нема да има потреба од никаква грижа околу тоа. Ете така, да заклучиме. Нарачателите се будни, а новинарството задремано. Но не се секирајте, еден ден ќе биде се бетер. Мислам дека е дојдено време да видиме на кој се ние како фамилија му должиме во живот. На кој не бе, тато? На Вујче му дужи 1000 евра. Тој ќе баре и камат. По сигурно 2 години му дужиме више. Ситничар. Камата не му давам, само да ви информирам дека вашиот чичко, а мојот брат и неговата жена, односно снајка моја, добиле наследство 20.000 евриќа од нејзините. Ке му се јавам, брат, помагај. Дужам, ќе ми скршат ребра. Ќе му побарам 1500 евра, со тие 1000 ќе му ги дадеме на Вујкови, 500 за нас. Нема да ни останат. Зошто? Па мора да вратиме 500 евра дужиме у продавниче кај Боле. А како да не, сите ќе му ги дадам на Боле. 200 евра доста му се. Тато забораши дека на Лазе комшијава му дужиме 3000 евра. Леле за машините, да. Знам. Ќе дам у комерцијална банка, ќе земам едно кредитче, потрошувачко тоа 3000 евра ше. Са, ќе му отидам на врата, комшија, ја 3000 евра немам, ама имам пола. 1500 евра, бујрум, ако сакаш земи, ако сакаш не. Take it or leave it. 1500 за нас. Нема да останат ни тие за нас, тато. Зошто? Се јавија од Тутунска ќе активирала хипотекала. Ти мрши бе, леле бе. Да е само тоа, тато. Што? Па и на работнициве заборај дека им дужиме 5000 или 10 колку, брат. Заплати, придонеси, 10 се направија, виш. инвалидско, здравствено. Не знам што да правим. Тато имам идеја за спас. Кажи? Да побараме кредит од Светска банка. Нема шанса таму, бе, сине. Па таму чичко ти коле секој втор ден, виси по шалтери, бара кредити, му даваат кредити, се задолжува. Нема шанса Светска банка. И чаре, што ќе правиме со работниците? Има чаре, ќе ги соберам утре задори и ќе им кажам вака. Дечки, рецесија е. Значи, кој сака да работи, нека работи. Пари во моментов нема. Но не е толку страшна оваа рецесија економска. И тука ќе ми ја убацам финтата на коле што ми ја направи на овие стопанственици. Вака ќе им кажам. Многу поопасно е рецесијата на наталитет. Националната рецесија кога нема деца. Кога нема деца, нема луѓе. Кога нема луѓе, нема економија, нема пари. Значи нема кој да работи. Сваќате? Затоа сите мои работници да имаат по 3 деца. Марш дома направење деца, еко ќе направите трето дете, бујрум јас сите пари што ви ги дужам, ќе ви ги дадам. Цап у кеш. Браво, тата генијалеци, додека им ги исплатиме платите, ќе помине најмалку година дена. Па нормално 9 месеци да го носи, 3 месеци додека се фати, а после година дена ќе видиме. Се што се случува, може и тогаш нема да им платам. Тато, Кажи. значи груе, па ти, ви нема рамен, браво! Одиме напред. Ајде, И како здравје. држава и како фамилија. Ајде на здравје. Значи Ајде. никому ништо не дужиме, така? Се раздолживме. Ајде на здравје. Полека, ќе развалиш врата, полека. Полека, бре, човече, што е, бре? Ова пјачка, јас сум крадец! Паре, ти го свирам куршува во глава, паре, одма! Ќе ви дадам пари, полека. Одма, Ќе ви дадам пари. Ќе ви дадам пари. Еве, повелете, дојдете. Ајде, Барам пари и јас барам пари. паре, во кујна, паре! Тука ги чуваме парите, ама купивме фрижидер, отидов сите пари, нема пари. Еве, барам пари, нема пари. Паре!
Барам пари, еве на керка ми. Абе што е тоа? Сича не ме интересира, баре пари. Од керка ми тука. Нека ме черка ти ме баре пари. 50 денари земи ги. Бе какви 50 денари баре пари? Куда баре пари? Еве барам пари, во дека обично ги чувавме порано, ама сега жена ми ставила цимер. Нема пари. Нема пари. Ајде, баре удневна баре. Нема пари. Кај еве дојде да видиш, ева дека земи. Ако има земи пари. Има ли пари? Нема пари бе. Нема пари. Бари пари ако најдеш бој се што? Нема пари. Нема пари. Баре пари. Има ли пари бе? Нема пари. Кај има пари? Чекај. Бе како нема пари? Новчани. Еве ти Дај пари. пари. Еве ти пари. Ајде, баре. Ништо нема мајко устане, човек. Чекај, картица. Јас све сакам да учинам за тебе, човеч. Еве ти картица. Нема 1000 денари на картица, шифра е 3328. Земи ја слободно провери ако не ги Бе вериш. каква картица бе? Нема пари, Со барам сичата пари. се занимавам ја бе. Слушај. Што да правиме? Не, ова ќе се цела меја држава, бе. Знаеш која куќа ми е ова поред, трета куќа ми е поред и нигде нема пари. Барам пари, нема пари. Па и ја барам пари, нема пари. И сега што да правим? Кај ќе се селиш? Кај ќе одиш? Нема ни виза, ти дадат ни ништо. Ке барам азил нешто политички, не може, не се издржува држава, више, нигде нема пари. Да ти предложам нешто. Имам еден Предложи. пријател во белгиска амбасада. Да отидеш таму кај пријателов. Ќе отидеме и заедно. Све ќе ти учинам, мислам, драг си ми овака те гледам, дека страдаш, дека нема пари. Близок ти ќе ми помогне. Ќе ти помогне сега и ние со бриселците сме блиски, гледаш дека ни дадоа позитивен извештај. Да, Па гледам, место близки. овдека да бараш пари, овде нема пари, барај во Брисел пари и кради во Брисел. И ќе барам таму пари. Фала ти брат. Фала ти. Ајде. Извини што не прекинав на ручек. Нема проблем. Девојче, извини срце. Да не се уплаши малце. Всичко ја тога знаеш, ти барам пари. Утре у 9 саат дојде ќе одеме у амбасада, важи? Ќе дојдам. Ајде, пријатно. Ова ми беше зграда, ова е. Кога е сад? 1500. Ама сум се нашукал. Ама не ме од пиење да кебапите лоши ефтен беа. Не пијам веќе. Јас живеам на трети. Значи први го поминав, втори го поминав, еве го трети тука сум тука. Доле сладки доле. Чекај да најдам ключевите сега. Кај сум ги уписал? Ајде да отичме се. Абе, многу мали дупшиња да ги прави. Чекај, може срцка да не става отворено. Срцка! Дојдов ја, Кој си бе? Комшија бе, станува бе, пијантуро една бе, ти гледаш и кај си дошол бе. Шо баш бе Ти не си нормален бе. спална кај мене бе, кажи на ми бе. Која спална твоја бе си го сгрешил пак спратот бе. Како можеш да бидеш таков бе пијаницо една бе? Стварно комшија, извини комшија, Срце извини. во очи ми излета. Извини комшија, па мислев ти шо бараш со жена. Ама што извини? Иди си кај тебе дома, што доаѓаш кај мене? Ја ли сум крив бе комши, шо не си заклучил врата, пеца бајле, Ајде. чекај ми овие. Ајде ќе ти испратам аман веќе од тебе. Да ти кажам виц, слушај. Дечко и девојка се упознава, дечко вика јас сум Мартин и она му вика Тина. И овој му вика Тина од Валентина? Не му вика. Тина од Мартина? Не. Тина од Клементина и ова му вика не. Под шо? Од Курветина. Ај коши, добар виц. Ајде бе, бегај. Оди си дома бе. Ајде куши. Тина, значи душа да ќе те извадам што не го заклучуваш станов. Мажи дека те ожениме. Конечно, конечно, 40 години. Добар ден. Добар ден. Ајде нека е честито. Фала, Вие сте младоженецот? Јас сум Митко. Драго ми е. Јас Кумот, сум така. кумот. Така е.
Епа, добро е што се собравме овдека, можеме да почнеме веќе и со официјалниот дел. Така, значи, господа, се собравме на оваа наша мала свечаност за да го внесеме во брак Митко Хаџимитрев, младоженец со невестата ВМРО ДПМНЕ. Митко, дали сте подготвени? Секако, господине. Се тресат нозе? Па се тресат малце возбуден или среќен. Торжествен е Мигов, Да, торжествен. да. Еден миг баков е во животот. Затоа седнете, повелете. Митко, според одредбите на законот за брачни односи, должен сум да ви поставам неколку прашања на кои што вие мора да одговорите максимално искрено. Можеме? Повелете. Митко Хаџимитрев, дали досега сте биле во брак? Никогаш. Дали досега сте флертувале со други партии, здруженија, соросоидни невладини организации? Никогаш. Дали можеби сте во роднински односи со некои клетници од СДСМ? А па видете, господине Матичар, партиците можете да ги бирате, ама роднините за жал не. Ама може да ги игнорирате, па макар тие биле мајкави и таткови. Прекрасно кажам, сосема точно, честитам. Куме, дали Митко е смртно влюбен во ВМРО ДПМНЕ? Љубен е до уши во ВМРО и во лидерот. Дури повеќе ги сака од својата девојка. Дали мислите дека вашиот кумашин Митко Хаџимитрев ќе го чува лидерот и во добро и во зло до крајот на животот, ќе го слуша без поговор и ќе направи се што партијата ќе побара од него? Не мислам, сигурен сум во тоа, бидејќи јас со мојот кумашин си имаме договорено дека главата служи само за шишање и за бричање. Феноменално. Феноменално. Ве молам да станеме и да го заокружиме овој торжествен миг. Според законот за брачни односи, член 35, алинеа ВМРО ДПМНЕ, го прогласувам бракот помеѓу невестата ВМРО ДПМНЕ и младоженецот Митко Хаџимитрев за склучен. Нека е честито! Оставете нешто и за првата брачна ноќ. Куме, и тебе ти честитам, уште многу ВМРО-вчиња да крштаваш. Да ти се позлати устата. Така е. Хајде малку да се провеселиме. Да. Пуштајте музика. Шерешна се од од коре. Куме, не треба ништо да купуеш, еј. Што сакаш ке купам бе? Тендерче едно само намести ми ништо поише. Не, ето има серена сендери. Ке видиш. Ајде идеме у кафена. колку е скромен младоженец за едно тендерче. Ај како? Ајде честитаре. Тендер множина да биде. Опа! Корне. Сонце, дожд, нормално дека на човек ќе му се слоши. Мислам дека шеќерот ми е паднат на нула. Сега ќе си отворам една чоколадца и ќе се оправам. Полека, господин, полека, и внимавате да не го отваряте чоколадата. Кој сте Дозволете, вие? дайте, Сега дайте ќе ни го да знаете, чоколадата. бидете трпеливи. Да, Држ падете лентата лентата, држте малце. лентата. Лака убаво фатете, ја расширете, е така. Шефе, кој сте вие? шефе, Стрпи се малку, све ќе дознаеш. еве има и телевизија со нас, повикавме. Шефе може да Се собравме денеска овде за да го отвориме чоколадото на овој наш граѓанин. Како се викате, извинете? Јоцо. Се собравме денеска да го отвориме чоколадото на граѓанинот Јоцо. Во Македонија секојдневно се јадат по 136 кг чоколадо, што е за 12,5% повеќе од 2005 година. Според проекциите на Министерството за економија, во 2015 година очекуваме пораст за... Ако ми дозволите, дајте од чоколадцата една коцка, ќе се онесвестам, Чекај, шеќерот ми е паднат. Момент, биде, може да продолжам, шефе. Стрпи Значи, се според нашето Министерство за економија, во 2015 година растот на јадење чоколадо ќе биде 16% во однос на 2005 кога беа на власт на комуњарине, нели? Значи, што значи нашиот народ се помалку јаде какао маса, а се повеќе млечно Јас се чоколадо. извинувам што ќе се замешам. Дајте една коцка, не можам повеќе да издржам, ќе падна. Издржи уште минутка. Па ти е лентата. Опа. Шефе, бе, овој со несвести, бе. Врзимо бе. Шама. Ај после ќе го испрскаме со вода. Да продолжиме со церемонијата. Го прогласувам ова чоколада на граѓанинот Јоцо за отворено. Јадењето може да почне. Ајде, многу години, Хајде, шефе. хајде, шефе. Отварај тоа чоколадо. Ајде. Леле. Милошева.
Ми јавија од партија дека у Влајче отварале конзерва туна. Хепи туна? Хепи, шефе, хепи. Како ме може да биде хепи кога тоа е сецкале на парчиња? Ајде, бе, шефе, ајде. Абе, Македонија може да биде хепи само со нас. Така е, шефе. Одличен фазон. Еј, вака го печас ги тебам на лоси сачмарк. Шо е ова, бе? Човек во кафес. Ретка хумана врста пред изумирање. Човек што не е во минус на картичка. Нема земено кредит и никому не должи пари. Види будала е. Не ми се верува, гледа, игра среќене. Опа! Абе, директ. Ти збориш нешто или само рипаш туку кафе? Зборам ако некој нешто ме праша. Никогаш не си бил минус на картичка. Никогаш. Кај работиш, бе, брат? Приватна фирма, плата ми е 12.000 денари. Па од што живееш ти, човек? Лепче и сиренце. Ако има, ако не, липче и буковче. Тоа си јадам, ништо друго. Добро, ти се бањаш ли некојаш? Се бањам само во недела кога е ефтина струја. Само во недела. Штедам. А како се грееш? Нема грење, кебен се врз мене и толку, пичи. Добра облека, ово на... Втора рака, од ефтино по ефтино. Толку трошам колку што имам. Пиеш ли ти нешто? Ма какво пиење, бе? Кафана не знам како изгледа. На одвор не сум бил 20 години. Тоа е, дечки. Добро, бе, кола за автобус, ово на... Пешки, пешки. И немаш земено кредит, си напишал. Не, никогаш не сум земал кредит. Зошто да зимам кредит кога знам дека не можам да го вратам? И никому не должиш пари. Не. Од никого немам земено ни евро. А ја од братов пред 3 години поземи 1000 евра. Знаеш кој ќе му ги вратам? На куково лето. Фали се, фали се. Ја имам позаемено од пола град пари, но не планирам никогаш да им ги вратам. И па јас не сум како вас, дечки, што да правам? Ти си нестварен, стварно. Стварен сум, бе, види. Тука е, бе, тука е. Чекай. Ти си за лечење, човече. Абе, вакви се само зу кафес. Не е во минус на картичка, нема земено кредит, никому не должи пари, само кафес за вакви. Така рекоа и надлежните ме стрпаа овде. По управо се надлежните. Ајде да си одиме, не можам да трпам типови пред изумирање. Чекај, брат, нешто. А да не имаш да ми даеш на заем 1000 денари да се покријам на картица. Да видам ако останал некој денар. Имам. Постани 1000 дарка, не мораш ние ми ги враќаш, мене не ми требаат. Јас сум за во кафес. Многу хубаво од тебе, брат, фала. Друже, бата ли шетање да си идем у кафана да се надшукаме? Не бива трезен у Македонија. Која кафана, пари ми дужиш 1000 евра, може да ми пуштиш една рата. Важи ти кој ќе им вратиш на пола Скопје. Тоа пола Скопје ще им дужеме, тоа мој проблем. Не треба да Јели бре Македонац, где ти е сунце, сунце ти? Полека бре, немој да псуеш. Шта ти е? Биди мал културен, а не србин. Што провоцираш бре Албанец? Хочеш шамарчину да ти опалиме? На кога бе ти ќе опалуваш Теби, шамарчина бе, у 3 држави све бе. Полека, полека, момци, сонцето ќе изгрее за сите, само што не изгреало. И кога ќе изгребе, цел ден го чекаме. Кај е сонцето? Стрпете се, ќе има сонце за сите. 500 години имавме гости, сонце имаше, а сега види, дожд врне. Браво бе, брате, Турчиве, браво, ви шубаво кажа. А ја види, и чадор сум земал, мислев дека груја има сонце 40 степени, а не опали сите нас. Ја узел крему за сунчање, мислио сам да ќе му поцрнети као да смо на Халкидикију. Ја и наочари земав. Турчино ти наочари земал, а ти? Дева ми е сунце, бре. Добро е што сте сите спремни, кај да е сонцето ќе изгрее. Ке изгре. Јок! Нон сонце, но. Где е сонце, брате, где е сонце? Ајде бе, снајди се нешто, македонец. Само момент, само момент. Ајде више, Ајде, амал. Сонце Сонце за сите нас. Нели така беше кампањата? Така е. Што ради бре овој? Ајде, Македонац! Во отсуство на сонце, од влада ми кажа дека сонце ќе изгрее дури во април. Не можеме да чекаме до тогаш и затоа за време на кампањи ќе си го користиме рефлекторов. Значи рефлектор нам е сунце. Тако е. Овие македонци, браво македонче бе. Брате, љубов нека цвета, сунце нека сија
Ништа нам не фали, само мозак мали. Јао, Србине! Македонија! Македонија! ТВ кампања. Кај да е, сонцето ќе изгрее за сите. Еден ден. Македонија! Македонија! Се наоѓаме пред гинеколошко-акушерската клиника во Чаир. Во секој момент треба да се случи раѓањето на 300.000-тото бебе во Македонија во мандатот на ВМРО и ДУИ. Со нас е среќниот татко. Како сте? Не можам да опишам со зборови, да опишам мојата возбуда со зборови во моментов. Јас сваќам вашата возбуда, но уште повозбудени ќе бидете кога ќе дознаете дека во секој момент треба да дојде председателот на Зевзиците. Со душа го чекаме. И да ви даде плико со 1000 евра за вас и вашето дете. Само доцни 2 сати, ама ќе дое, кај да? Се извинам, само момент, ми звони телефонот. Жена ми. Ало, жено, кажи срце. Чекај. Сака да искочи бебето. Стискај. Слуша, жено, стискај, враќај го назад. Ако се породи, ќе сметаме за комуњарка. Слушна, ќе да сметат за комуњарка, немој, сам ќе бидеме за цела нација. Стискај го назад, држи таму. Држ. Не ќе бе вика, сака да искочи бебето. Стискај. Стискај, жено. Што поче таму, бе? Што поче, бе? Се породиш. Ајде, ка ние живо и здраво, бе. Не, жено, се породи, бебе. Што се породи? Ти реков нека почека. Еве го председателот на Зевзиците и неговиот шеф на кабинет. Добар ден. Како сме? Добри, како сте? До кај работава, уште колку време му треба да искочи на бебенцот? Се породи. Бидна ме председателе, само што се породи жена ми, па кај си ти до сега? 2 сати те чекаме. Како се породи бе жената? Кај има црвена лента бе? Кај има спонтани аплаузи бе? Кај има црвен тепик да влезам бе? Кај е ситуација да го земам бебето од стомагот на мајката и да кажам ова е 300.000-то дете во време на нашиот мандат на ВМРО и на ДУИ, а? Каде е сето тоа бе? Каде е ситуација да кажам ова е уште едно наше ВМРО-овче? Да ни е здраво и живо, сине! Уште 100 години да живееш! Слушај, ти да не си комуњар бе? Каков комуњар, бе председателе, значи, никој од комуњар немаме од цело моје потомство. Значи, викав на жена ми да стиска, ама не ке. Ти викам, 2 сатите, нема и пукне, искочи. Доста бе, престани со тие твои 2 сати, бе, ја 2 сати сум им доста, знаеш, на поголеми фаци од тебе, бе, човече, на Меркел идам за доснето сат и пол. На Солана му идам за доснето 2-3 сати. Сега ќе одам во Америка и на Обама планирам да му заласнам толку, а не за еден пишпил како твојов си. Мш, бега тука, губи ми се од пред очи. Ти викав? Бега пред очи. Мш, комуњари ште едно. И ја му Викав викав. кабинет. Запиши. Ова е настан што пропадна. Утре во 12 сат одиме во државна болница стоматологија и ќе прославиме 300.000-то вадење на зап за време на нашиот мандат на ВМРО и на ДУИ. Ќе најдеш некој Арслан, некој наш, да му го извадат забот, да нема плачење, а ние ќе пресечеме лента, ќе му дадеме црвена панделка и ќе му дадеме 1000 евра за јунаштвото што ќе го направи, окей? Можеме, окей. Кај го најде бе овој бе сероња, ајде бегајте. Председателе, шо да правам? Не сум јас виновен. Разговараме со народот за нашиот македонски стандард. Добар ден, господине. Добар ден. Како се живее во Македонија? Скап ли е животот? Умигачка, едве се и врзува крај со крај. Благодарам. Добар ден, господине. Добар ден. Скап ли е животот во Македонија? Како издржувате? Ужасно е скапо да ти кажам, а пред месец дена една пријателка да ви кажам дојде од Америка. Вика таму имале парно на газ и месечно плаќала по $40. Ја викам сигурно ми пуштаат по 2-3 сати од ден и затоа толку ефтино мислам. Не, вика 24 сати грее, вика морам да отварам прозори, да се луфтира, да се диша. $40 велите? $40 и тоа на $3000 плата. А кај нас бе брат плата ку Танзанија. Режимски трошоци и храна
ко у Западна Европа, мислам. Ова е умирачка животот овде, не се издржува. Многу ви благодарам на исцрпниот одговор, господине. Секој добро. Ете, тоа е. Народот се жали како што може да види. Добар ден, господине. ден. Разговараме за нашиот македонски стандард. Скапо ли во Македонија? Како се живее? Па да ви кажам, мене добро ми оде, јас немам проблеми. Убаво е. Убаво, не е скап. Убаво ви е. Да. А замислете производите да поскапат за 100%. О, јас би рекол, дај Боже, мислам, тогаш во тој случај јас бидел на шопинг во Дубај секој месец. Да, ма во Дубај не може да идете, бидејќи до јануари се чекирани сите летови. Знам, да. Нема проблем. А замислете да се покачат производите на 300%, тогаш би било потешко сигурно. Ма нема врска, уште пува да ви кажам, во тој случај си купувам куќа на водно. Добро, господине. А замислете, за 500% ако се поскапат производите, тогаш не би издржале. Ма немај, тогаш не би имало посреќен човек од мене. Си купувам веднаш куќа на Хаваи и на конто на банка најмалце ќе имам едно 2-3 милиони евра. Господине, вие се шалите со мене. Што работите вие? Јас сум приватњак во погребална фирма. Така да ако се поскапат, нели работеме, Јасно. Многу ви благодарам, нема секој е проблем. добро, Еве, пријатно. картица 10%. А не, фала, попуст крајда. Не, благодарам, пријатно. Ете, видовте како се живее во Македонија. Народот добро живее. I had to get on down the road to Mexico.